Zdravo! Zdravim ti, devojkića, došlo nagrad familija v Skopje ali pošiljko. Dejansko što se dešava? Dejansko nema ludori video, tako dejansko ima poučeno video so enostavno to momče. Tukaj do mene si jam čajče, inače si pijem v čaši od Aleksandra Makedonski, pošto nikoli severna sama Makedonija. Što kažeš, ne znam. I dejansko si imam tukaj do mene čaj. Nešto što ke vi pročitam, što najvjerojatno može neko od vas ki me cringe ili ki mi se dere, ali naš otpad. Knjigata na Marko Marković i Stefan Rašković. Така да денеска јас од оваа нивната книга ќе ви прочитам, како се вика, еден дел дека опремата не е пресудна за снимање. Така да ставате лайк, ставате subscribe и да видиме навеќе. Да. А ние можеме да започнеме. Да не се задржуваме волку на небитни ствари. Ајде да почнеме. Сега да го најдем тој листот, дали го знам напамет. Колку сум јас паметен и го знаеме напамет, колку сум ја добар во такви работи. И денеска ќе ви читам ова. Опремата не е се. И чајчета манка лаво брат, некој нека си мрзне надвор, а кикој ќе си пие чај и ќе си чита книга. Окей. Опремата не е се. Некој од најпоставуваните прашања што ги добиваме од типот со која камера снимаш или каква опрема да користам и така натаму. Секако дека квалитетната опрема игра голема улога во квалитетот на самите видеа. Но што ако огромна улога во квалитетот на самите видеа, но што ако ја имаш и најдобрата опрема на светот, а не употребуваш поради тоа што не снимаш видеа. Верувај, најглавното и најважното нешто на почитоците од твојот YouTube канал е самата идеја што планираш да снимаш видеа. Можеш да поседуваш многу камери, но доколку не ги поседуваш идејата и желбата за снимање на тие видеа, сето тоа би било за џабе. Затоа пак ќе речеме, опремата е клучната работа, опремата не е клучната работа за која почеток на својот YouTube канал. Се додека ги имаш, се додека имаш љубовта и пасијата и желбата за споделување на твојата креативност, што би било и какви видеа да снимаш, и ќе бидеш исполнет. А луѓето кои го сакаат тоа, ќе гледат и ќе видат твоја желба за снимање и твојот талент. Значи тука Марко и Стефан се во право. Опремата не е се, луѓе. Значи ќе ви го прочитам уште еднаш за да ме разберете и да ви влезе у глава. Некој од најпоставуваните прашања што ги добиваме од типот со која камера снимаш или каква камера користиш и така натаму. Секако дека квалитетната опрема игра огромна улога во квалитетот на самите видеа. Но што ако ја имаш и најдобрата опрема на светот, а не ја употребуваш поради тоа што не снимаш видеа? Верувај, најглавното нешто и најважното од почетокот од твојот YouTube канал е самата идеја со она што планираш да го снимаш. Можеш да поседуваш многу камери, но доколку не ги поседуваш доколку не ја поседуваш таа желба и идеја за снимање на видео, сето тоа би било за џабе. Затоа пак ќе речеме, опремата не е клучната работа за почетокот на својот YouTube канал. Се додека ги имаш љубовта и пасијата и желбата за споделување на твојата креативност, со што би било да снимаш видео и ќе бидеш исполнет. Верувај, а луѓето кои го сакаат тоа, ќе те гледат и ќе видат таа твоја желба за снимање на видео и твојот талент. Значи, окей, биди свој. Окей, ова ќе го оставиме за наредна епизода. Значи, ви прочитав од нашиот пат, еве, книгата на Марко и на Стефан.
И зошто Марко и Стефан, да се напијам чајче, зашто Марко и Стефан велат дека опремата не е клучна за снимање. Сега ќе ви кажам ја зашто. Види, јас цела моја YouTube кариера снимам со телефон и немам проблем со тоа. Буквално немам никаков проблем. Денеска телефоните прекрасно снимаат, вадат течни видеа, не сецкаат. А јесте, ако купите камера, сега како ви се мазноштите, јас не ве присилувам, ако сте јутубери, купете си камера, туку колку можете, дозволете си, бидејќи, како што кажа Марко, опремата не е клучна, како да вика, не е клучна работа за да почнеш со YouTube видеа. И да имаш телефон, почни со телефон. Понатака може да ќе си купиш апарат, камера, студиски микрофон, лаптоп, компјутер, таблет и ред други работи, али главното нешто за да почнете главното нешто за да почнете да креирате YouTube видеа е тоа што треба да имате желбата, пасијата, креативноста и талентот за видеа. Така да, јас кога снимам на YouTube, си немам како сам, како се брат, лагано ми тече, како се си искажем што ми лежи на душа. Али, јесте скапата опрема, игра голема улога во вашите видеа, но не е пресудно да купувате скапи работи, доколку навистина чувствувате пасија дека сте талентирани за видеа, слободно почнете, бидејќи наша македонска публика ќе ви даде стварно голема поддршка и немојте да се трескате од земји, кој например, сега еве ќе ви кажам лично моје искуство. За да почнете со YouTube, треба да имате нешто 15-16 години. Бидејќи, ако почнете порано, со 100 сабскрајбери мислите дека сте бокенаци, ако ќе дојдете на мои години, на 16 години, ќе сватите дека 100 сабскрајбери не се ништо. Така да, опремата игра голема улога, али не е пресудно, колку што ви се можностите, дозволете си. Бидејќи верувајте, нема потреба од што да се самите. Снимајте ако ви лежи тоа на срце и бидете редовни, и бидете свој и не копирајте, бидејќи ако ги посредувате овие три работи, бидете свој, не копирајте и бидете оригинален. Ќе имате, верувајте, стварно голема поддршка, лично што ви го гарантирам. Исто така можете да ме заследите на Instagram, едноставното момче 88, а ние можеме да завршиме со ова видео. И чао, треба да си го допијам, па после треба да си чуем дрва. Така да, се надам дека ви се допадна видеото, ставате лайк, доколку не дислайк, и ние можеме да се видиме во следно видео, бидејќи ние сме најака фамилија во Скопје, ај пошироко. Пис! Браво, рапапава! Бам!